Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски на денешната пресконференција информираше за активностите што ги превзема општината за асфалтирање на улици, изградба на паркинг простор во централното градско подрачје и за реконструкција на сообраќајницата на влезот на Кочани од подлошки пат до Хотел Национал во должина од 1100 метри. Зашто јавното претпријатие за патишта ќе инвестира средства во износ од 8 милиони денари. Направивме увид во проектот кој што го спроведуваме заедно со средствата од Светска банка, кој што го изведува Euroink од Гевгелија. Правиме увид на паркингот, проширувањето на паркингот, каде што моментално се наоѓаме за средување на просторот во централното градско подрачје и правиме увид на влезот во Кочани, каде што заедно со Македонија пат вршиме санација на влезот во Кочани. По однос на првото прашање, сакам да кажам дека веќе се асфалтирани 3 од 10 улици. Тоа е Јанка Стојменова во населбата Оризари, улицата Македонска и 15 Македонски корпус во Усова чешма, а понатаму се работи на останатите улици во градот Кочани во сите делови, како што се Разловечко стание, како што е Ѓорче Петров, Пиринска, Димитрije Лазаров и Орце Николов, и се очекува да отпочнат работите и на сите останати улици во градот Кочани. Овде каде што се наоѓаме се работи за проширување на паркинг просторот и средување на постојниот паркинг простор пред управата за јавни приходи, односно поранешен завод за платен промет, каде што добиваме едно дополнителни паркинг места. Работите се завршени, асфалтирана е површина од 560 квадратни метри и остануваат финалните работи одбележување за да биде ставено во функција овој дел од градот, за да можат да се паркираат возилата онака како што е предвидено. Забележуваме дека она што беше барање на граѓаните да не се оштетат ни едно од дрвата, дека уопште ниту едно не е отпатено и тие ќе си останат онака како што се, освен со дотерувањето кое што е нормално, кроењето на гранките кое што е редовно годишно дотерување. Третиот дел е влезот во Кочани, кој што е проект кој што не е во програмата, туку е заеднички реализиран, дополнително значи е реализиран од страна на јавното претпријатие за патишта на Република Македонија и на наше барање заеднички го реконструираме влезот во Кочани од подлошки пат па до Хотелот Национал. Работите се во поинтензивна фаза, очекуваме, ако времето послужи, дека до среда ќе биде завршена целокупната работа околу реконструирањето на влезот во Кочани. Градоначалникот Ратко Димитровски информираше и за уништените лед светилки во одделни делови на градот, со што е направена голема материјална штета и повика на подомакински однос кон нив на граѓаните на Кочани од најразлична возраст. Јас прво немам изјавено дека една сијалица кошта 18.000, туку јас ги дадов рамките од договорот дека се толку и толку сијалици за толку и толку пари. Ние имаме повеќе видови на светилки и се работи за неколку фази во тие светилки. Се работи за симнување на старите светилки, се работи за поставување на нови држачи на светилките и се работи за работна рака за сето тоа. И посебно за типот на светилката каков е. Значи имаме најразлични цени на светилки. Оштетувањата кои што се направени на самите светлички тела. И ако е дадено соопштение, веројатно нашите проценители, нашите стручњаци процениле дека на една светилка е направено оштетување околу 100 евра. Значи не е скршен столбот, не е скршена целата светилка, него е направено оштетување за околу 100 евра. Со редувањето на паркинг просторот кај управата за јавни приходи, општината на површина од 520 метри квадратни добива нови 20 паркинг места.